Цели 50 години поколенијата на Методија Шатаров Шарло од Прилеп го носеле товарот на својот грб. Револуционерот кој се борел за создавање на самостојна Македонија, половина век бил покриен со превезот на предавник на сопствениот народ. Неговиот внук Илија Димовски раскажува дека како дете најтешко му било на 11 октомври. Најпрво сакам да кажам дека кога учев основно од прво до четврто, поготово за 11 октомври, кога че не построја децата во основното училиште Рампо Левката, во центарот на Прилеп, и кога предавачот че кажеше Методија Шаторов Шарло, предавник на македонскиот народ, кој што кажа дека е рано за кравање на востание и оружјето треба да се предава, буквално велеше, на окупаторо, сите наставници и сите ученици се пулеја во мене и јас сакав земјата да се расцепи да пропадна. Но во 1991 година, кога испливале фактите, покажале искривување на историјата. Токму за ликот и делото на прилепскиот револуционер Шарло се говореше на денешната трибина, на која присуствуваат членови од потесното семејство, како и секретарот на Шарло. Кога на 24 јули 1941 политички ќе го елиминира Методија Шаторов Шарло, ќе го оптужи, ќе наведе неколку обвиненија, врз основа на кои е изречена казна за отстранување на Методија Шаторов Шарло од политичката функција која што ја обавува, а Покраинскиот комитет, односно политичкото раководство на Македонската партиска организација го суспендира. За Методија Шаторов Шарло е објавен зборник, во кој за прв пат се објавени значајни документи и материјали, со кои вистината за Шарло конечно излегла на виделина.